Почитувани гледачи, ви посакувам да дојдете во најновото издание на емисијата 24 за животот на средината. Од оваа работна седмица зборуваме за проекти кои што се однесуваат на експанзија на мали бизниси. Има еден подолг наслов целата таа тема која што ќе обработуваме, но тоа го оставив на гостинките мои денешни. Беше несложено за мене, ама знаете дека во последно време нешто многу не сум расположен јас да зборувам, гледам гостите повеќе да зборуваат, а и доста вие вама од мене, и онака ме гледате 2 пати дневно. Во ова издание ќе разговараме токму со директорката на проектот која што доаѓа од USAID за експанзија на малите бизниси, Мирјана Македонска, и заедно со неа во студиото Даниела Цветановска, која пак е председателка на Сдруженијето ЛАГ или кратенка за локална акцијска група Агро Лидер. И тоа е еден од главните организатори на саемот со другите лагови. Тоа се ќе објасниме што е ЛАГ, што се лагови, зошто се, како си, од каде се. Им посакувам добре дојде и на двете дами, како сте? Здраво, супер. Одлично, благодариме за поканата да учествуваме во вашата емисија. Се надевам нема да ви пречи ако ви се обратам на ти во текот на емисијата. Апсолутно. Ајде од старт да тргнеме. Значи, што е, зошто и од каде е проект, и односно од каде се проектите за експанзија на мали бизниси? Проектот за експанзија на мали бизниси е 4-годишна програма која што е финансирана од USAID и од швајцарската влада. Она што изминатите 4 години го работиме интензивно е поддршка на рурален развој, локална економија во 4 региони во Македонија, и тоа е Пелагонискиот, Полошкиот, Североисточниот и Вардарскиот регион. Активни сме во повеќе сфери: туризам, лесна индустрија, земјоделство. И она што ги сублимира сите тие индустрии е програмата Лидер. Лидер е всушност мерка на Европска унија која што подразбира поддршка на локалната економија и рурален развој. Имено, пред 20 на години во Европска унија сватиле дека не може за секоја една локална потреба да се воведува нова мерка во ИПАРДот, и затоа измислиле пристап, каде што се вели добро да ги организираме локалните средини, луѓето од руралните средини, да тие се организираат и тие самите изготват своји стратешки документи врз основа на кои ќе можат понатаму да аплицираат до европските фондови, да добиваат средства и истите понатаму да ги имплементираат преку соодветни проекти за локален економски развој. Токму затоа изминатите 4 години проектот за експанзија на мали бизниси во тесна соработка со Министерството за земјоделство работи во овие 4 години на поддршка на локалното население, на формирање на тие лагови, тоест локални акцијски групи. Меѓу другото, нели морам да напоменам дека сите добро знаеме дека европските фондови многу лошо се користат, значи искористеноста е далеко од она што е задоволително. Да, во медиумите постојано и се зборува за тие работи, дека што од неедуцираност, што од непознавање. Па најчесто заради тоа што локалните структури не се подготвени или не постојат. И токму затоа USAID, и покрај тоа што нема врска нели како донатор со Европска унија, ја увида потребата да се работи со локалното население, да се формираат тие локални акцијски групи кои што во иднина би можело да бидат одржливи преку средствата кои што ќе бидат на располагање од Европска унија. Че зборуваме за мерка за која што Македонија е акредитирана во моментот, меѓутоа средствата ќе бидат на располагање од 2018 година, и тоа некаде од висина од 6,8 милиони евра за сите лагови кои што ќе бидат на територијата на Република Македонија. Во моментов, како што напоменав, имаме регистрирано 10 локални акцијски групи и заедно со Министерството за земјоделство работиме на нивно зајакнување на нивните капацитети, како институционални, така и на нивната препознатливост во регионите каде што делуваат и каде што ќе делуваат. Бидејќи лагот како единица е административна канцеларија, меѓутоа работи и ќе делува за бенефитот, за добро состојбата на луѓето кои што живеат во тие рурални средини. Доколку тие не увидат никаква корист од лагот, нормално дека нема да воопшто да бидат активни да ги поддржуваат нивните активности. И тука најчесто се прават тие грешки. Парите на Европска унија ќе дојдат во 2018 година, лаговите се формирани, доколку никој не работи со нив во овој ваков период, автоматски значи дека и тоа што било досега сработено е нели за џабе, да речеме. Токму затоа сега се најавува преку националната програма за рурален развој на Министерството за земјоделство да се обезбедат, веќе се алоцирани средства за поддршка на лаговите, а проектот за експанзија на мали бизниси преку USAID и преку швајцарската влада континуирано ги поддржува со имплементација на мали пилот проекти од кои што навистина се гледаат конкретни ефекти за локалното население.
Даниела, во овој сегмент верувам дека и гледачите ги интересира да објасниме, значи, што значи локална акциска група или лагови, како што и скратено вие се ги нарекувате меѓу себе. Локалните акциски групи или најчесто се користат лак и така и понатаму јас ги кажувам, здружување всушност на локалното население, конкретно лагот Агролидер ги опфаќа територијата на општина Прилеп, Кривогаштан и Долни Никрушева, каде што директни основачи подписници се градоначалниците, значи самата општина. Покрај тоа имаме граѓански сектор, имаме приватен сектор, значи се наса лагот Агролидер има 25 членки кои што континуирано работиме на руралниот развој, особено првиот проект што сега веќе го спроведуваме, пилот проект, значи како што кажа исто Мирјана, е за поставување на мапи и знаци во општините, односно веќе се почна на тој дел за развој на руралниот туризам, во кој што продолжуваме секако и понатаму да работиме. Она што е интересно за локалните акциски групи е тоа што се применува пристапот од долу нагоре. Многу често сме навикнати другите да ни кажуваат и да ни делегираат на обврски задачи што треба ние да правиме, меѓутоа никој не го прашува локалното население или конкретно помалите општини што е она што им треба. Ние функционираме на тој начин, значи преку обуки, преку заеднички средби со населението и секако со општините, правиме листа на нивните потреби и приоритети и при тоа се определуваме, значи, во тоа што е она најбитно што им треба. Најмногу работиме во делот на туризам и на земјоделство. За сега сме концентрирани на тоа и планираме да продолжиме со тоа, бидејќи нели сепак земјоделството е примарна дејност, примарна гранка во овој дел. Исто така имаме канцеларија. Канцеларијата се наоѓа во општина Кривогаштање. Таа канцеларија е отворена и достапна за секој што сака да дојде и да праша нешто поврзано со ова. А она што особено ме радува, значи ние веќе од 2014 година сме регистрирани, она што најмногу ме радува е што веќе луѓето и населението во овие општини веќе почна да не препознава. Направивме една добра мрежа, да кажам, и интересно многу е тоа што и приватните фирми веќе почна да препознаваат каде може да направат нешто, да се промовираат, при тоа нели да си го зголемат и пазарот. И почна многу фирми, приватни фирми да ни се приклучуваат од тој регион, значи освен граѓанските организации кои што нели секако се отворени, баш се заинтересирани за да помогнат и нели при тоа да имплементираат некој проект. Интересно е, пак ќе напоминам тоа што и приватниот сектор особено се заангажира во овој дел и што континуирано ни помага и континуирано заедно работиме. Значи, линкот, локалната акциска група е всушност линк, односно врска помеѓу општините, граѓанскиот и приватниот сектор. Да, одлично. Вие, впрочем, функционирате како едно шалтерски систем. Се на едно место да си најдете се што ви треба, да не шетате од институција до институција, туку она што не го разбирате, доаѓате во лагот, си прашувате, ви објаснуваат и мирна вие главата. Знаете понатаму што треба да правите. А во делот на она што споменавте, Мирјана, во имплементацијата на проектот, што велат досегашните искуства? Значи, досегашните искуства од регионот не се најсјајни и покрај тоа што Лидер мерката е една од најпосакуваните и најуспешните во Европа. Повторно ќе кажам, причината за тоа беше што на Хрватска, на Србија, на Бугарија не беа спремни за истата. Значи, без јаки локални акциски групи не можеме да зборуваме за ефективно и ефикасно користење на европските фондови. Токму затоа на самиот почеток пред 3 години, првата работа што ја направивме, откако беа формирани веќе до некаде лаговите, појдовме на едно студиско патување до Хрватска да учиме од нивните грешки, да не ги повторуваме истите. И токму таму домаќините кажаа дека да, тие неколку лага што функционираат биле поддржани цело време од страна на други донатори, во случај UNDP, што ни беше само показател дека сме навистина на вистинскиот пат и дека донаторите кои што функционираат во Република Македонија треба тоа да го поддржат понатаму, за да можат тие европски пари да бидат по-достапни. Од друга страна пак, во другите поразвиени европски земји, да речеме во Германија, лидерот и Франција, лидерот како мерка е една од најзастапените,
бидејќи навистина допира до најмалата рурална средина и потребите на луѓето кои што живеат таму. Повторно, нели ќе напоменам, локалните специфики на секој еден микрорегион се толку различни еден од друг, што не може ниту една бюрократија, администрација да смисли мерки, да измисли мерки кои што би биле соодветни на нивните потреби. И токму затоа лидерот како програма е мощна и успешна во одреден дел на држави во Европска Унија, кои што биле соодветно спремни и подготвени. Како што напоменав претходно, веќе работиме на мали пилот проекти. Тоа е не случајно, бидејќи не е доволно да се градат капацитетите институционални преку обуки, значи доволно име на луѓето од теории и пракси, теоретски едукации, им треба нешто малце попрактично и сега веќе почнуваме со конкретни проекти. Данис веќе зборуваше за проектот што го имаат со Агролидер. Меѓутоа, конкретно друг пример би посочила, во моментов работиме со лагот од Преспа на дефинирање, на мапирање на целосните туристички капацитети. Како што кажавме, Македонија изобилува со прекрасни природни убавини, култура, историја, имаме доста локални збиднувања, настани, спортски активности кои што може да бидат магнет за странските туристи, како од поширокиот регион, така и од Западна Европа. Меѓутоа, кога некој би сакал да дојде тука, едноставно не знае што се случува, не знае каде да појде на ручек. Значи, ми се случувало дури и пријатели од локални туристички агенции од Скопје да ме прашаат: ти си постојано на пат во Преспа, каде да одиме на ручек? И тоа едноставно го свативме како показател. Тоа сакав да искоментирам дека во суштина и ние можеби не знаеме доволно, и овие видеа кои што ги имате донесено, дали за патеката Крали Марко, дали за Мариово офроуд, на пример, се малку познати, верувам, меѓу нас повеќе ги знаат странците отколку ние. Токму така, за Мариово офроуд, за Крали Марко ултра трейл и така натаму, веќе и знаат, бидејќи тоа се клубови спортски кои што ги промовираат до некаде настаните. Меѓутоа, кога ќе се дојде на еден таков настан, не е доволно или да се вози велосипед во Мариово 3 дена. Треба да се остават дополнителни средства. Добро, видеото што сега моментно го гледаме, мислам дека е Мариово, да. Значи тоа се случува секоја година на крајот на мај месец. Годинава ми се чини дека тоа е 27 и 28 мај. Оно што се обидуваме да го работиме и за кој што е лагот идеално позициониран, е понатаму да се идентификуваат други локални чинители кои што можат најразлични услуги да им нудат на овие луѓе кои што доаѓаат. Често пати велиме Македонија не е спремна, нема инфраструктура за туризам и така натаму. Напротив, типот на туристи кои што ние сакаме да ги привлечеме, туристи кои што работат на одржлив туризам, всушност се спремни да платат за природата, за убавините, за локалниот начин на живење, за традициите, да го искусат тоа од прва рака и не треба да измислуваме ништо ново. Напротив, само треба на локално ниво да ги идентификуваме пионерите, шампионите, тие кои што навистина имаат нешто интересно да понудат и истите да ги поврзиме со клубовите и со туроператорите кои што ги носат гостите. Токму затоа проектот за експанзија на мали бизнис изминативе неколку години, работејќи со лаговите, исто така работи на поддршка на овој тип на настани. Тука се и куповите за параглайдинг во Крушево и на Трескавец, значи работевме на опремување на полетишта и слетишта, како и конкретна снимка од Мариово турата која што сега година се случува. Потоа Тур де Галичица, исто така годинава ја поддржуваме, што ќе се случи во јуни. Го поддржуваме пред се клубот, меѓутоа сето тоа го работиме во соработка со лагот од Преспа. Бидејќи работите мора да бидат поврзани и координирани. Тоа е една од работите кои што во Македонија ни не достига. Се имаме, меѓутоа сме многу лошо искоординирани и неорганизирани. Даниела, колку од локалното население всушност има идеја што поседува во смисла на се ова да биде искористливо? Локалното население има многу малку идеја за тоа што навистина поседува и што може да направи колкави се капацитетите. Значи, ние имавме искуство каде што луѓе од Крушево, од Прилеп или од другите општини не знаат буквално што се работи во другата општина или што се работи во другото село и што може воопшто да се понуди. Баш поради тоа преска заборавив да спомнам дека значи прв пат се случува секоја општина поединечно
ги работи некои работи и ги работи на минимално ниво. Значи целта не е секоја општина да биде посебно, туку целта е нели сите 4 општини да се спојат и да направат нешто подобро и поголемо, каде што и сите ќе можат да се запознаат со тоа што се нуди на таа територија. Реално многу малку имаат познавања и многу е затворен кругот на тоа што може да се направи и што може да се понуди. Тука многу е битно тоа што и нема голема соработка помеѓу едно населено место и друго населено место и многу често се случува една иста работа со некои се мали измени и дополнувања да биде направена одделно, отколку сето тоа да се собере, значи да се направи еден поголем настан, подобро организиран и подобро промовиран. Добро, ова се уште е веројатно од Маријово или? Да, се уште е Маријово. Ова е Маријова, да. Се уште е Маријово. Добро, нека го доизгледаат гледачите, нека си поуживаат, ние таман да доразговараме пред да почнеме со рекламите. Дали се менува, нема да речам менталитетот на локалното население, но токму она за што разговаравме и на почетокот за неподготвеноста на локалните структури, впрочем, за искористување на фондовите кои што се нудат, дали тоа полека се менува? Апсолутно. Значи со вакви дали сме тргнати кон добар правец? Да, тргнати сме на добар пат, меѓутоа она што е клучно е да се секогаш луѓето треба да се едуцираат со примери конкретни. Значи доволно беше едукација. Јас на пример најлесно така разбирам. Пример да воочам, тоа најлесно би разбрал. Токму затоа работиме директно на терен, значи со сите клубови. Во моментов она што можам да го кажам анегдотално, бидејќи статистиката на државно ниво не е најсјајна, е дека во моментов дека во моментов многу повеќе посетители доаѓаат во Република Македонија преку спортските клубови кои што ги организираат сите овие настани. И токму затоа работиме во соработка со нив од ниво на ентузијазам да сватат дека во тоа има и нишка на бизнис. И кога ќе почнат низ таа призма да ги гледаат нештата, веќе се тргнува по друг пат. И веќе се лепат другите содржини. Значи еден типичен пример ќе кажеме Крушево. Крушево е идеално за параглајдерство. Значи тоа не е спортски зимски центар. Значи тука веќе имаме низа на параглајдинг настани кои што се случуваат секоја година, кои што носат по 100, по 200, по 300 посетители од цел свет. Го ставаат Крушево на мапата на дестинации за летачки туризам, за параглајдерство и така натаму. Доаѓаат индивидуални групи и така натаму кои што седат по 7, 8, 9 дена и летаат. Да, ти трошат своите средства, своите пари во локалната економија, се симнуваат и до Прилеп, се симнуваат и до другите општини, не само во Крушево, и тоа нешто е многу побитно е дека анимираат целата локална економија. Значи тој кога лета сака и да седне во добра кафеана и да купи добар сувенир, меѓутоа и да појде да види што значи јавање на магаре, да речеме. Да. И сега работиме со локалното население да се препознаат тие нивни производи. Тие не ги гледаат како производи. За некој што живее во рурална средина, јавањето на магаре е нели. Тоа сакав да ви кажам, значи сум бил на места на пример при посетување каде што јавањето магаре ви е исто како ние кога би сакале да јаваме Камила во Египет. Така. Што на египтјаните јавање Камила име кона магарето. Токму така, затоа велам, значи не треба да се измислува топла вода. Ние производите ги имаме, значи имаме убавињата, културното наследство, гостопримството. Меѓутоа некако постојано на локалното население мисли дека треба нешто ново да измисли. Не, се е измислено. Значи еден турист кој што доаѓа од урбана средина, од типот не знам Чикаго или Њујорк или Лондон, за нив е екзотично јавање на магаре во Крушево. Екзотично е да оди на Полјани да собира кантарион или глуварче и да учи од локалното население кои се бенефитите од една таква трефка. Значи за тоа се спремни да платат. Така што најголема грешка всушност честопати на проектите. Не само спремни, тие сакаат да платат. Значи едноставно како за благодарување за тоа што сте им пренеле некаква информација. Грешка на програмите кои што работат на локален економски развој е затоа што седнуваат со локалното население и мислат дека треба нешто ново да се измисли. Не, се е измислено. Значи Македонија има што да понуди. Едноставно треба да се освести локалното население дека тоа што може да се понуди има и цена. Значи можете да заработат од тоа, меѓутоа секако и да бидат поврзани со соодветните туроператори кои што ги носат странските туристи или пак истите да бидат испромовирани на интернет, бидејќи се почесто и почесто гледаме странски посетители како доаѓаат индивидуално, не се организирани тури. Значи она што го гледаме е дека организирано доаѓаат
луѓе од Западна Европа, Северна Америка, кои што се на возраст над 55 години, значи луѓе со доволно време за патување и доволно пари, меѓутоа помладите едноставно сами се снаоѓаат и тогаш доколку содржините не се ставени на веб страна, доколку не се ставени на интернет, доколку не се ставени на Facebook, едноставно тие доаѓаат во Крушево и велат што има тука да се прави, ништо, ајде да си одиме. Ќе направиме пауза за реклами, па ќе се вратиме во студиото. Профилот на LinkedIn си го среди? Прва прашуваш, а кога ќе си одиме? И се почесто сакаш сготвено, а не купено? Каков пензионер си станал? Започни од penzija.mk и информирај се за твојата заштеда. Сезоната на спектакуларни забави започнете во најдоброто место на овие простори. Pearl Club, Grand Opening, 30 април, 1 и 2 мај со DJ Patsis. И за прв пат, добро познатата Марга Сол со свој DJ сет во Pearl Club на 1 мај. Поминете незаборавен викенд. Pearl Club, Калитеја. Gute Früchte! Леле, како ќе да пијам? Стварно сум конј. Како го бутнав, бе? Томи е приказна за вкусот и за апсолутното уживање во храната, каде што единствената швајцарска рецептура представува синоним за проверено добар квалитет, каде што сите состојки се внимателно одбрани, измешани и доведени до перфекција, бидејќи само така доброто може да стане најдобро, просечното надпросечно, а вкусното највкусно. Томи мајонез. Ние вкусот го сваќаме сериозно. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Пред да продолжиме со муабетот таму каде што застановме, впрочем, зборуваме за проектот за експанзија на малите бизниси и може би ова колку и да ми звучи мене, например, некако многу официјално, многу сложено експанзија на мали бизниси, многу поубаво звучи кога ќе сватите дека вие како локално население од рурална средина или, например, општо народски кажано, од поселата, од поопштините кои што сочинуваат, од селата кои што сочинуваат една општина, да се научи дека тоа што го поседуваме, вистина има во себе големи можности за бизнис, пред се за поради странските туристи кои што доаѓаат. Може би посложено звучи вака, но поедноставно е разбирливо. Да го погледнеме видеото од Крали Марко Ултра Трейл, во продолжение додека разговараме, да го објасним и тоа. Се надевам дека и уживавте со првото видео кое што се однесува на Мариово, а ние ќе си продолжиме тука во студиото да се зборуваме. Само кратко да те прашам, Даниела, што е Крали Марко Ултра Трейл? Крали Марко јас како прилепченец појма немам. Крали Марко Ултра Трейл е организирано од спортски клуб кој што всушност подразбира трчање на релација. Значи има од 15 километри па се нагоре. Таму, значи, има годинава, баш денес правев муабет со спортскиот клуб и така се поврзавме на некој начин со тоа што тие бараат некој од локалното население кој што ќе може да им помогне да го покачат на едно повисоко ниво на овој настан. Значи, претходните 2 години се случувал, но бил малку во стагнација, значи немало некој голем напредок. Оваа година сакат да зголемат по број на посетители, значи да поканат гости
гости од повеќе земји и при тоа тие ми кажаа дека се соочуваат со проблем на тоа каде да бидат луѓето сместени, што може да посетат. Денес ги направивме тие контакти, се поврзавме со тоа што годинава ќе биде од 25 до 29 септември, така да добре дојдени се сите кои што сакаат да дојдат, да го истражат овој дел, да трчаат, а исто така освен трчањето ќе има и пешачење. Пешачењето ќе биде до манастирот Трескавец, ете така да. Оти јас и трчање многу се сакаме. И јас некако повеќе го преферирам тој дел на пешачење. Значи пешачење за мене не е проблем денеска и 5 часа да се шетам, ама да ме тера човек да трчам, не. Пешачењето ќе биде, значи се тргнува од Прилеп до манастирот Света Богородица, односно до Трескавец. Таму ќе има нели секако мала пауза, попатно ќе се кажуваат сите добри и убави работи кои што квалитети кои што ги поседува. Значи си има и едукативен, информативен карактер. Да, значи спортскиот клуб кој што го организира сето ова, секако ќе бидат како еден вид на водичи на луѓето. Лани ја баш присуствував на оваа манифестација, меѓутоа не на трчањето, значи не на делот на трчање, меѓутоа на делот на пречекување на луѓето и пак ќе напоменам годинава ќе биде на многу повисоко ниво, со многу повеќе гости и учесници. Мирјана, кога ќе знаеме дека сме постигнале едно задоволувачко ниво со ваквите проекти? Кога ќе седнете кај мене во студио, што треба да се случи за да седнете кај мене во студио да кажете добри сме, научивме, време е да учиме други? Токму така. Тоа се надевам дека ќе се случи за следните 2-3 години, кога лаговите ќе може да бидат одржливи. Значи сами да Самоодржливи? Самоодржливи. Добро. Значи нема да бидат самоодржливи, значи сепак ќе се подпираат на средствата од Европска унија. Значи добро, но во суштина да бидат не се канцеларии кои што ќе работат комерцијално, значи се наменети да взимаат да црпат фондови кои што не се располагање, дали преку Европска унија или преку други програми. Меѓутоа ќе бидат одржливи кои ќе можат сами индивидуално да ги пишуваат тие проекти, да ги добиваат средствата, да соодветно ги менаџираат, бидејќи знаеме дека стандардите и правилата на Европска унија се поприлично ригорозни, подложни се на ревизии и така натаму. Така што токму затоа мислам дека за следните 2-3 години со интензивна работа со лаговите ќе можеме да дојдеме до едно задоволително ниво. Она што ќе го напоменам е дека нивната позиционираност во рурални средини е одлична, комплементарна со активностите што проектот ги има во рамките на развојот на туризмот и поставување на Македонија на мапата за светската мапа за активен туризам. Тука би споменала секако она што ни предстои во следниот месец, а тоа е конференцијата за активен туризам, која што проектот ја организира во Охрид, Adventure Next, што е прва конференција од тој тип, регионална конференција за Западен Балкан, каде што Република Македонија и поточно Охрид е домаќин на целиот регион. Што значи таа конференција и учеството? Токму така, значи, она што го напоменавме цело време, кога станува збор за локален економски развој, во Република Македонија има два сектори кои што не се доволно истражени и искористени, а тоа е земјоделството и активниот туризам. Кога станува збор за активен туризам, значи, нели, велиме, целосно локално искуство, култура, историја, археологија, природа, традиција, гостопримство, гастрономија, секако нели без одвисната македонска кујна не иде. Добро квалитетно вино. Добро виното тоа е попатно со гастрономијата секако. Да, виното жолтата и слично. И сето тоа зачинато со понека. Знај дека е 2,5 попладне и дека треба да Да, некаде е 5, некаде е 5, мислам дека можеше да. Па добро, некаде и вечер. Се извинувам. Значи, практично спомнавте раке и одвета паметот. Не, вие што сте дома и моментно што ручате, ве молам и во наше име да подкаснете нешто и да се поднапиете, нека вие на здравие. Правиме мове за активниот туризам. Значи, да, сето тоа е зачинето со понекоја активност. Тоа е тоа што нели застанавме кај ракијата и активноста веќе ја заборавме. И готово зачинето се едно друго така. Во однос на саем, на конференцијата се извинувам. Значи, тоа е
активниот туризам е нешто каде што Македонија навистина може да предничи во регионот, бидејќи не е истражена. Значи, зборуваме за Западен Балкан, а активниот туризам е во подем како индустрија, значи тоа е туризам кој што привлекува туристи кои што 80% од парите што ги трошат остануваат во локалната економија. Кога станува збор за масивен туризам, значи статистиките покажуваат дека кај масивниот туризам некаде 20 до 30% од парите остануваат во дестинацијата, останатите 70% остануваат за странскиот туроператор кој што ги носи гостите. Така што и покрај тоа што е мит дека треба да имаме море прекрасно или не знам какви спортски терени за да бидеме успешни во секторот туризам, напротив. Македонија може да биде многу успешна доколку го искористи она што го има на природно богатство, човечките ресурси пред се, нели културата, историјата и така натаму. Затоа во таа насока проектот работи интензивно 3 години со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот на Република Македонија на позиционирање на Македонија во светски рамки на мапата на активен туризам или adventure tourism како што е поточно нели попознат во светските рамки. Партнер во тоа ни е ATTA, Adventure Trade and Travel Association, значи удружение на светско ниво кое што како чадор организација под своје покровителство ги има сите туроператори кои што се конкретно заинтересирани за оваков тип на туризам, како и голем број на медиуми, списанија, телевизиски куќи и така натаму. Така што конференцијата која што ни предстои од 10 до 12 мај рековме дека е за промоција на Западен Балкан, не само за Македонија, бидејќи кога се работи туризам мора да се пристапи регионално. Некој од Северна Америка или од Азија нема да дојде до Европа само за да го види Охрид, да бидеме нели реални. Така што ко-спонзори на конференцијата се Косово и Албанија, значи како микро регион кој што се обидуваме. Но последно време според она што сум разговарал и во емисиите и што гостувале туристички водичи и слично, велат дека кога доаѓаат наваму на кај овие краишта, секогаш сакаат комбинирани тури на неколку држави бидејќи сме малечки и блиски. Да речеме Македонија, Албанија, Косово, Србија, па преминуваат по тоа надолу кон Грција. Да, има различни искуства. Се зависи од тоа кој е таргет групата, сакаат повеќе особено ако се помлади. Да речеме туроператорите многу повеќе сакаат да можат да го понудат регионот, да го истражат, да го понудат, а потоа самите да одлучат која тура ќе им биде бестселер. Така што во 2014 година пред да почнеме конференцијата нормално мораше да се топи по пулсот на тие туроператори да видиме дали воопшто нели вреди маката, трудот и средствата кои што се вложуваат да се организира на таква конференција. Донесовме 15 на туроператори од Северна Америка, тука имаше исто така и представници од National Geographic, Wanderlust, Yahoo Travel, Lonely Planet. Ќе имате сега пак? Да, значи во 2014 турата беше Косово, Албанија, Македонија. На крај анкетата покажа дека се презадоволни од се што можеше да се понуди, но дека Македонија некако предничи, е најспремна со водичи, со локални туроператори, со природата и со инфраструктурата која што имаме. Така што тие вратија почнаа да продаваат Македонија како дестинација и тоа исклучиво Македонија. Значи тури за байкинг, тури за пешачење по планини, планинарење и така натаму. Меѓутоа тоа ни беше одличен показател дека на вистина сме во позиција да одиме еден чекор понапред. Конференцијата во мај ќе прими 300 гости во Охрид. Од тие 300 гости 85 се туроператори од Северна Америка, Западна Европа, Азија, Јужна Америка. И ќе имаме 20 на представници од реномирани светски списанија, значи New York Times, Guardian, Lonely Planet, National Geographic ќе бидат тука и така натаму. И вие не знаете колку каните. Значи, ние да сакавме, немаше да можеме да дојдеме до овие куќи, благодарение на нашиот партнер ATTA, дојдовме до вистинските куци и до вистинските медиуми, така што на вистина оваа конференција очекувам да ја позиционира Македонија како и целиот регион на многу повисоко ниво за активен туризам. Повторно ќе кажам, значи туроператорите што доаѓаат се гладни за нови дестинации. Нивните клиенти се гладни за нови искуства. Да. Даниела, што гледаме моментно на екраните? Моментално го гледаме сајмот кој што се случуваше вчера, се случува и денес во јавна соба, односно вкусот на Пелагонија. Тука имаме здруженија на граѓани, имаме мали фирми кои што изработуваат, значи можете да видите, имаме готови производи. Ова ми личи на оние леблеби во боја, ама добро, секој со охраната. Добро. Имаме најразлични видови на производи. Што значи всушност сајмот? Сите
тоест заинтересираните фирми и здруженија на граѓани кои што се од Пелагонискиот регион, ги сконтактиравме и при тоа дојдоа се обезбедија штандови за тие фирми и здруженија за да можат да си ги презентираат и да си ги промовираат своите производи. Значи имаме производи на накит, рачна изработка, имаме сладки тегли, имаме добро познатиот крушевски локум, имаме сладко, чаеви, билки, значи природни од територијата на Крушево, потоа имаме фирми од Прилеп, од Кривогаштани, од Долнени, при тоа тука може да се забележат и некои културни, специфични, традиционални карактеристики, исто така на другиот спрат, да речем на спратот каде што настрана од храната, ја имаме и собата од спомен куќата на Пеце Атанасовски, секако тука имаме еден млад дечко кој што свири на гајда. Вчера кога беше амбасадорката на Швајцарија беше особено воодушевена и баш сакаше да свири, така да главна атракција неа. Битното е она што сакам да го кажам е тоа што претходно што го правевме муабетот, едните со другите не знаат дека воопшто се тука, дека постојат и дека имаат нешто заедничко што можат да направат или да се испромовираат и да се испрезентираат на еден настан, на еден начин. Сајмот е место или и само еден доказ да се види и да се докаже што е она што навистина може да се направи и може да се постигне. Даниела и Миријана, го исцрпивме времето за мислете од 30 на минути, а верувам дека чувствувате дека ништо не кажавте. Апсолутно. Може да не го останеме до вечер тука. Знам јас, си ги знам јас, погледнете на гостите кога ќе стигне крајот и ме гледаат вака со широки очи, ама јас ништо не кажав. Ке имаме, се надевам, можност да разговараме повторно. Ова станува збор за проекти кои што не завршуваат утре, туку едноставно се во експанзија. Во експанзија и се почнуваат. Јас ќе ве замолам да останеме во комуникација и се она што сметате дека треба да биде презентирано на јавноста да се јавувате и да знаете дека сте добре дојдени. Да, секако благодарам на повторно на поканата, само како мала најава, значи следниот сајм во јавна соба ќе биде Јавна соба ќе ве фактурирам за сите можни спомнувања во следните месеца. Ќе биде во средина на јуни, значи 15-16 јуни за североисточниот регион, значи Осогово, Кратово, Покино, значи тој сегмент малце повеќе промовиран. Од кој датум? 15 и 16 јуни. Јуни, добро. Ви благодарам многу за тоа што бевте дел од емисијата и се гледаме наскоро, веројатно. Благодариме и тебе, се гледаме. Секако, значи со нови активности, со нови проекти, со нови информации. Нормално. И да ми донесете вакви убави видеа како овие денеска што ги имавме повторно. Од нешто друго. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Морам да завршам одма за тоа што надминавме 5 минути од времето. Ве поздравувам, следуваат вестите во 15 часот.